За прв пат во својата кариера како аналитичар еднодневниот министер за внатрешни толку прецизно и јасно го погоди исходот од изборите. Треба да му се симне капата за неверојатната проникливост со која успеа да го предвиди тоа што не го очекуваа ниту неголемите оптимисти од спротивниот табор. Очигледно е дека СДС ја претвори државата во партија, а партијата во држава. А како и не би кога тие не само однадвор, туку и инфилтрирани во внатрешната организација го раскинале ткивото кое се сметаше за нескашливо. Наспроти тврдењето на раководството за недемократски избори, членството, сосема свесно за причините, тврди дека поразот се должи на кадрирањето во кое со намера партијата да прерасне во движење, наместо на својот расадник, се потпирале на политичките камелеони. Многу луѓе се примаа од другата партија. Од која друга партија? Од СДС се примаја. Затоа и до овие резултати дојде. Од сите тие излегоа, значи тоа се нечести игри. За мене се нечестни. Од СДС излегоа, влегоа во ВМРО. Да, влегоа во ВМРО само за да добијат работа и пак си се вратија во СДС. Иако овие се уште не се и формално завршени, веќе е отворена лицитацијата на кандидатите за следните избори. Желбите за занимавање со политика се огромни, вкусовите се уште недоволно прецизирани, но важно е дека постои интерес за ваков тип на ангажман, особено ако зад себе потенцијалните конкуренти имаат сериозен багаж. Би сакала да се обидам во политиката, како градоначелник на Гевгелија или пак пратеник, нешто такво. Сепак, ако нема предвремени парламентарни први на демократскиот пат се председателските. И за таму има амбиции, ако станува збор за поглед во перспектива, бидејќи годините се пречка. Но ако се цени самоувереноста и убеденоста во успехот, тогаш и наизглед илузорното може да стане реално. Сакам на 50 години која ќе имам, бидејќи тогаш сметам дека ќе бидам доволно емотивно стабилна, сакам да бидам и ќе бидам, ако сум жива и здрава, нормален шеф на нормална држава. Додека се чека на понежниот, стартуваат византиските игри кај посилниот полот и како инаку да се протолкува дека за оние што доаѓаат, несвојствено и од нигде никаде се споменуваат имиња кои звучат познато, со оправдување дека отсуството во најдраматичниот период од поновата македонска историја била креација, и тоа не затоа што тој бил под закана, туку затоа што имале дил со новиот двор, според кој место блюстителот за молкомата повторно би му го отстапил престолот на папата. Зоран Заев не го оценува Бранко Цренковски, туку му ветил или се договорил со Бранко Цренковски. Бранко Цренковски своето молчење визави тиранската платформа и договорот со Бугарија да го наплати со нова председателска номинација на изборите 2019 година, односно Зоран Заев му ветил на Бранко Цренковски дека со помош на Али Ахмети ќе го направи нов председател 2019 година. И на крајот, се тоа навистина троши многу и ги исцрпува ресурсите, па и чипот понекогаш знае да затаи. 9 терабајт часови троши Македонија енергија, а произведува некои 4,5 милиарди до 5. Еве вака се зависи кој капацитет и колку работат. На Македонија е потребна нова енергија и силни капацитети. Моќност која повеќе никогаш нема да зависи од масовното производство на хард дискови.